Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Модерен ЕЕГ апарат ќе добие детското одделение во Прилепската болница донација од германската компанија ВИК. Со најавата за топлотен бран вклучен алармот за заштита. Прилепчанката Стојановска победничка на конкурс за режија во Бугарија. Промоција на две научни книги од професор доктор Мирослав Димитриевски и професор доктор Гордана Мицеска утре во Прилепската градска библиотека. Времето денеска сончево и топло. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во Општата болница со проширена дејност Борка Талески денеска беше потпишан договор за донација од германската компанија ВИК, современ апарат од светски реномирана компанија во областа на дијагностиката на електричната активност на мозокот, видеоснимање на пациентот, анализа на состојба доколку има сомнение за абнормална електрична активност на мозокот. Со донацијата, Општата болница Прилеп дополнително ќе го зацврсти лидерството во областа на педиатриската неврологија во југозападниот регион на Македонија. Поставање во функција на современиот апарат, прегледите во детското одделение ќе ги врши доктор Габриела Тавчијовска, специјалист за педиатриска неврологија, така што Прилепската болница ќе биде во можност за напредна дијагностика на електричната активност на мозокот и на кардиоаспираторно следење. Ја најавувам донацијата на компанијата ВИК
за современ апарат за видеоелектроенцефалографија за одделението за детски болести. Апаратот е од брендот Natus, светски реномирана компанија во областа на неврофизиологијата, позната по својот квалитет и технолошка напредност. Со оваа донација, Општата болница во Прилеп дополнително го зацврстува своето водство во областа на педиатриската неврологија во југозападниот регион на Македонија и го потврдува својот континуиран стремеж за унапредување на здравствените услуги за најмладите пациенти. Ние во ВИК имаме програма која ни е многу драга, бидејќи сметаме дека имаме одговорност како компанија. Оваа програма е насочена кон поддршка на локалните заедници, каде и да ги имаме лоцирано нашите операции, поддршка на локалните заедници кон заштита на еднината на идните генерации. Од таа причина фокусот го ставаме на децата и животната средина, бидејќи веруваме дека ова се најважните поенти за еднината на заедницата и тоа е наша заедничка одговорност. Добиваме синхронизирано снимање во реално време на мозочната електрична активност и на клиничките манифестации, односно на однесувањето на детето. Покрај можноста за видеоснимање, овој апарат има можности за кардиореспираторно следење, што исто така е многу важно за сеопфатна диагноза. ЕЕГ снимањето кај педиатриската популација главно се прави во сон. Им се заблагодаруваме за секога што помислуваат и секоја година одвојуваат средства и начин како да им се помогне на оваа детска категорија. Воедно, со тоа се подобрува, односно се подига и реномето на нашата општа болница во Прилеп, каде што во регионот го завзема навистина приматот на добра диагностика на оваа патолошка категорија, односно проблеми со електричната спроводливост на нервниот систем и за подобро диагностицирање на епилептични напади, поточно диференцијална диагноза, која што е од огромна помош за понатамошно следење. Следуваат пеколно-жешки денови со екстремно високи температури во најголем дел од Македонија. Се очекува владата да прогласи алармантна состојба, опасна по здравјето на луѓето и да го тестира функционирањето на новиот акциски план за превенција на последиците од топлинските бранови. Институтот за јавно здравје издаде апел за засилено почитување на мерките за заштита на здравјето на општата популација со посебен акцент на ранливите групи на население во услови на високи амбиентални температури. Во ранливи категории спаѓаат лицата кои работат во надворешни услови и се поизложени на влијанието на топлотните бранови, како и оние кои работат на работни места изложени на висока температура и топлинско зрачење или пак губат премногу течности за време на работата. Тука се вклучени градежни работници, земјоделци, сообраќајна полиција, доставувачи и други. За работодавачите, Институтот за јавно здравје издаде низа препораки за заштита на работниците од високи температури. Тие вклучуваат редовно проверување и одржување на техничко-технолошки мерки, како вентилација и климатизација, редовно мерење на амбиенталната температура и поставување на работните станици подалеку од сончева светлина и извори на топлина. За целата популација, Институтот препорачува редовен одмор, доволно спиење, туширање, носење лесна, светла и памучна облека, заштитни очила за сонце, капи и крем со UV фактор плюс 30 при работа на отворено. Клучно е и препознавањето на симптомите на топлотен удар, како што се вртоглавица, замор, вознемиреност или повраќање. При симптоми на топлотен удар веднаш да се повика 194 или 112. Лицето треба да се префрли во разладена просторија, да легне хоризонтално со подигнати нозе, да се лади со ладни облози и прскање со вода, како и да не се дава терапија додека не пристигне лекарска помош.
Македонската режисерка прилепчанката Тамара Стојановска е апсолутна победничка на 7-то издание на конкурсот за млад театарски режисер Слави Шкаров, организиран од Драмскиот театар Сава Огњанов во Русе, Бугарија. Стојановска ја представи својата интерпретација на извадок од Срце од Ајкула според романот на Емили Хабек во соработка со актерите Соња Пилатова, Борислав Апостолов, Ростислав Панков, Надја Банчева и Александар Узунов. Покрај главната награда, определена од жири комисијата, на Тамара Стојановска категорично и припадна и наградата од публиката. Двете награди беа врачени од директорот на театарот. Победата на ова надпреварување отвара нови можности за младите креативци за развој на нивната кариера, а наградите на Тамара Стојановска ќе ја дадат можност да ја развие и реализира својата идеја во целосна представа во наредната театарска сезона на сцената на Русенскиот театар. Во Градската библиотека Борка Талески во Прилеп, утре среда од 18 часот ќе се одржи промоција на две научни книги од професор доктор Мирослав Димитриевски и професор доктор Гордана Мицеска. Станува збор за делата Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткива и сортата Прилеп 66-9, клучен фактор во развојот на македонското современо тутунопроизводство. На промоцијата за книгите ќе говорат рецензентите професор доктор Билјана Консуловска-Гверовска, професор доктор Јованка Тутеска и професор доктор Трајко Мицецки, а модератор е дипломиран земјоделски инженер Филип Димковски. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло, ќедува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Прилеп сончево и топло со слаб ветер од северен правец. Минималната температура достигна до 13, а максималната до 32 степени Целзиусови. Под влијание на топла воздушна маса од југ, од утре среда до петок низ целата земја ќе владее многу топло време, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Дневните температури ќе надминат 30 степени, а на некои места се очекува да надминат и 40 степени. Покрај високите температури, вредноста на УВ индексот ќе изнесува 10, што представува многу високо ниво и носи сериозен ризик по здравјето при директна изложеност на сонце. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.